Почитувани, Стефчо Јакимовски за 3 месеци потрошил околу 120.000 евра пари на граѓаните на општина Карпош за спортски гаќици и маички. 120.000 евра. С оглед на фактот дека едни спортски гаќици чинат 5 до 6 евра, ова значи дека Стефчо Јакимовски набавил над 20.000 гаќици. Не веруваме дека било која спортска репрезентација во светот има купено толков број на спортски гаќици. Едната набавка на гаќици и маички е во вредност од 4 милиони денари. Тоа се 70.000 евра. Еве го официјалниот документ за оваа набавка од Бирото за јавни набавки. Договор е склучен со фирмата Link Media плюс Доел Скопје. Исто така, за нецели 2 месеца, повторно се објавува нов тендер и повторно тендер во вредност од 50.000 евра за спортски гаќици и маички е даден на истата фирма Link Media плюс Доел Скопје. И во двата случаеви, фирмата Link Media плюс Доел Скопје е единствен понудувач. Значи, за 3 месеци оваа фирма има добиено од општина Карпош бизнис тежок 120.000 евра. Ова е само неколку месеци после одржувањето на локалните избори, на кои што добро знаеме Стефчо Јакимовски одработи за ВМРО ДПМНЕ. За подсетување, Link Media плюс Доел Скопје е истата онаа фирма која беше единствен и неприкосновен понудувач и што ги доби тендерите за набавка на панцири и маици во полицијата и ознаките за униформите на МВР. Тоа е истата онаа фирма која што со години наназад го добива тендерот за новогодишно украсување на плоштадот во Скопје. Тоа е истата онаа фирма која што во општините каде што ВМРО ДПМН е на власт ги добива тендерите за украсување на улиците и плоштадите. Додека Стефчо Јакимовски дели бизниси со фирми блиски до ВМРО ДПМНЕ, општината Карпош тоне во енормна задолженост. Општината која што даде 120.000 евра за спортски гаќички и маици од парите на граѓаните на општината, е истата онаа општина која што не може да ја догради зградата на општинската администрација. Тоа е истата онаа општина која што не може да го направи, да го доизгради паркот во Влае. Тоа е истата онаа општина на која што градежните работници ги оставаат фасадите на пола недоправени затоа што не им е платено. Тоа е истата онаа општина која што меѓу ретките во Македонија не може да ги исплати надоместоците на избирачките одбори. Тоа е истата онаа општина која што не може да ги исплати и доцни со исплатата на стипендиите на учениците и на спортистите. И на крајот, тоа е истата онаа општина која што не може да ги исплати платите и по 3 месеци на вработените со договор на определено. Таа општина може да исплати 120.000 евра за спортски гаќици и маички од пари од граѓаните на општината. Благодарам.